Добро вечер. 24 анализа. Политичката кампања, предизборната кампања влегува во самиот фотофиниш. Ако се верува или ако ги слушаме кандидатите за градоначалници, веројатно веќе од 15 октомври, од она што го ветуваат, граѓаните, жителите на Македонија ќе дишат чист воздух, ќе бидат вработени, сите ќе оздрават, ќе се возиме по модерни патишта, цела Македонија ќе биде гасифицирана. Ова се само дел од ветувањата. Но колку овие ветувања се реално остварливи и колку луѓето можат да препознаат што е реално остварливо ветување, што е лага. Мои гости вечерва во 24 анализа, психологот Мирјана Стојановска, добро вечер. Добро вечер. Добро вечер и за психијатрот Ѓорѓе Хаџиангелковски. Така, фала и за поканата. Милиардата на Васил Топурковски, па имавме 8 милиарди ветување на Никола Груевски, па имавме вработување на еден член во секое семејство 2002 Црвенковски, сега имаме живот во Македонија, па ВМРО ДПМН е вели почнува нова ера во Македонија и затоа велам, доколку им веруваме на ветувањата на политичарите, следните 4 години Македонија ќе цвета. Колку граѓаните може да препознаат што е реално остварливо ветување? Како ние обично веруваме на одно што го посакуваме. И кога некој ќе ни го каже тоа и ќе вети дека ќе ни го оствари, нормално дека ќе веруваме или сакаме да веруваме. Јас мислам баш тоа, дека е во повеќето случаи ние сакаме да веруваме дека оно што го посакуваме некој што ни го ветил ќе ни го оствари. А како ќе провериме дали тоа ќе биде вистина или не? Малце тешко е тоа да предвидуваме нешто што ќе биде во иднината, да правиме предпоставки како ќе биде до година или што ќе биде за 4 години. Често ни останува само да веруваме. Можеби по некое минато искуство, како било кога претходно ветувале, па да предпоставиме што ќе биде понатака. Ама никогаш точно не може да знаеме она што ни го кажуваат како навистина ќе излезе. Нема крај на ветувањата и сега граѓаните, гласачите веројатно го голтаат тоа затоа што сакаат да веруваат во дека доаѓа пусти желби, нели? Хубаво рече колешката, пусти желби. Сакаме поубав живот, веќе 20 и кусур години траева блиску до агонија состојба Македонија, кај што обично човек настрада, граѓанинот настрада луѓето во провинција, селаните исто така профитира многу. Да, граѓаните селаните. Да. Профитира некои така личности кои некако не го заслужија тоа. И од тој аспект мислам дека дозирано треба да ги примеме тие информации. Може ли гласачот, македонскиот гласач, да препознае што е лага, што е реално остварливо ветување? Па се покаже дека не може. Искуството го кажа тоа. Пред се заради тоа што ни дали 10% тоа што е ветено е остварено, нели? Али таа пуста партиска поврзаност, припадност, нашата поделеност меѓу себна која е длабока, како и на национална основа, така и на партиска основа, го направи тоа да веруваме само во некои личности кои мислиме дека нешто ќе направи. Значи се преврзуваме кон центар на моќ, зашто би сакал денеска да збориме, еве колешката е тука. Значи тие пусти центри на моќ како не манипулираат, како веруваме и како во нив и гласаме за нив, нели? Анализите во светот покажуваат дека луѓето се помалку, говорам во светот, им веруваат на политичките лидери, сега како е кај нас. Ние изминативе десетина години имавме ситуација кога лидерот ќе каже ова е црно иако е бело и веќе луѓето почнуваат да веруваат на вистина дека тоа е црно. Дури и доаѓаат и не убедуваат дека да, ова е црно. И сега ние сите треба да го прифатиме тоа. Па, знаете, нашата земја е многу млада. Ние немаме таа култура уште развиено да можеме да мислиме со своја глава и да видиме колку сме ние одговорни за изборите што ги правиме. Полесно е да се придружиме на некој центар на моќта или некој што ќе ни ветува дека ќе го направи нештото, него ние навистина да се бориме за оно што го сакаме. И се случува оно што се случува кај нас.
луѓето се прикрпуваат код некоја партија, партијата ветува, нешто не се остварува, нешто се остварува, доаѓаат избори одново, едните одат на една страна, другите на друга страна, веруваат премногу, затоа што преска сакав тоа да споменам дека ветувањата не се нешто дека ќе не однесат во космосот или дека ние ќе изградиме тука некоја свемирска станица. Ветувањата се народски и она што ние си го посакуваме, нели? Дека училиште ќе имаме градинки, ќе живееме подобро, дека ќе имаме чист воздух. Значи нешто што е многу реално кога ќе го чиста вода за пиење. Да. Реално дека кога ќе го кажеш и кога ќе го зборуваш е многу реално звучи. И зошто да не веруваме во она што ќе ни го кажат. Не ни кажуваат некој приказни што ќе одат во неверојатност некоја. 8 милиарди, нели? Така имаше ветување за милиарди. Да, така. Имаше ветување за милиарди и се голта. На тие милиарди некој добива избори. Слепен ќе станеме Тајван, да. Сега некој ви ветува дека ќе имате чиста вода за пиење во 21 век. Некој би сега треба да оплодиме. Па ќе се гласа за него. Ќе коментираме малку за тоа, ќе го повикам тој прилог малку подоцна. Сигурно и треба. Сепак овие нормални работи што треба да се остварат, што би требало секоја екипа на власт што да ги направи, се тешко остварливи баш заради тоа што народот наш сака да биде устој центар на моќ, сака да биде стиснат, да го поддржува, да го тапша некој по раме, да му даде нешто ситно, со кој тој ќе заборави она што треба да го. Ама зошто која таа матрица? Дали е менталитет некој, јас се чудам, не знам. Веќе почнувам да верувам тоа дека психолошки некако веќе тонеме од тој аспект. Сме и гледаме да преживееме. Што јас и го препорачувам во оваа ситуација. Гледате си го семејството, гледате си ги луѓето околу вас, пробајте си направите на што поздрава средина за да обстанете од овој страшен притисок економски и политички кој се врши врз нас, кој више не издржлив, не истрплив. И кај што многу луѓе настрадале, што покажало и нашата работа што покажува. Така да тоа е очекувањата. Да, но ако настрадале многу луѓе, веројатно не треба да дозволиме повторно да или сме ние нашиот народ е тој, нели? Нашите поговорки се тие. Дигната глава сака не ја сече, нели? Ќути, молчи, трај. Има и полошо. Има и полошо, добро и волку. И што било порано и така. Што веќе не треба да биде пример, треба да си го бараме. Ние бидеме погласни од секој случај. Мада и тоа има реперкусии, нели? Има и тоа реперкусии. Ќе зинете нешто, ќе прелајате нешто на телевизија и после против вас ќе се дигне хајка и све ќе ви вадат од ова. Па не, јас затоа зборувам, можеме ние да видиме нормално општество и да не зборуваме за тоа што да граѓаните да може да препознаат. Мораме да станеме ние нормално општество, мораме да станеме нормално општество. Со ова со тебе не се слагам. Америка кога се гласа таа година е лудница. Што све не видовме. Викам јас дека не е лудница. Не велам дека не е лудница. Така е, ужасни напади, чуда, свашта. Да се чуди човек. И на крај импичменти, психијатри се собираат да го срушат Трамп, нели? Тој психијатар што го напаѓаше Обама, кој збореше дека е тој што му зема и негови лиценцата за работа, чувени доктор. Тамо Сдруженијето на невропсихијатри забранува нели оценка да даваат јавните личности врз основа на јавен настап. Тие што се осудија, да. Некој од нив сака психобиографија да прават. Значи прават психолошка една подобро знае колешка да тоа, една психолошка анализа на биографијата на самиот политичар и од тука вадат црпат многу податоци што и многу се релевантни, например. Не можеме Трамп да кажеме дека не е нарцист, нели? Една личност која претерано се сака себе си. И сега колку тој со тоа свој ќе го наметне на луѓето да исто така се чувствуваат како победници како него. И така психијатор што го напаѓаше Обама сега го брани Трамп. Вика како може човек да направил 400 метри зграда, 4 милиарди евра долари заработил и како може тој да биде ментално оболен? Не може да биде. Тоа е здрава, јака личност која треба да не биде узор.
кој знае што прави, кој ние треба да не биде пример како треба во живот да се бориме, нели Америка, кој диви запад и така, со тие приказни да се бавиме. Нели, има и логика во тоа. Ама и тие профили кои ги прават заради тоа што некој настапува и како зборува или мислам малце е тоа шпекулација. Ние знаеме како се прави психолошки наути мислење или како ние даваме диагнози. Абсолютно. Така да од едно гледање телевизија и за било кого или каков бил неговиот невербален говор или така не можеме да поставуваме диагнози и да даваме озбилни мислења кои треба да бидат да се земат како повеќе би сакал да се овде двајца тројца политичари да биде на дебат убава. Тешкото дебата нема Што дојка не почне кај нас. Не почне нема да има демократија. Тамо каде што и цена тие одат. Него психолог и психијатар да зборат за политичарите, што е смешно, мислам. Нели, од тој аспект е сега треба да бараме патолошки лажговци меѓу ги има, нели? И сега треба да посочиме некого. Кој лаже, кој не лаже. Нели? Па зашто да не ги посочиме на крајот од денот? Уживаме да налажат? Народот зборувам за народот. Уживаме народот. Ужива народот да го лажат? А не. Не сака народот. Како можеш да веруваш во приказка дека доаѓаат мигранти, дека ќе се градат, не знам, кампови, не знам што ќе биде? Па не знам како се веруваат во приказни, ама ние веруваме, како што Преиска рекол, во работи што сакаме да ги видиме. Зашто може би точно за кампот и не знам дали ќе се верува или доаѓаат и тоа. Ама тоа се сервира со дели една цела така репертоар на различни ветувања и меѓу такво нешто и проаѓа и друго нешто, значи. А луѓето не сакаат да бидат лажени. Ама луѓето многу се надеваат, особено нашиот народ е познат по тоа дека се надева многу. Надежда последна умира. Особено кај нас македонците, ние нема да направиме ништо, ама ќе се надеваме дека еден ден ќе биде подобро. Потполно се слагам со тебе, баш тоа сакам да го кажам. Нашиот народ е многу убав. Не, тоа. Многу е не да речеме пример Србија или тоа. Мирен народ, убав народ, питом народ, фин. Добро, како дозволува вакви политички елити изминати? Се надева, сака поубав живот. Споро реагира малку со тоа, факт е тоа, да. Добро, да ги казне на избори и така. И тоа се злоупотребува. Баш тоа се злоупотребува. Тоа политичани го знаат и овие од нивниве од страна донесени саветодавци, нели, тој чувени, нели, маркетинг што имаме политички, кај што баш тоа се злоупотребува кај народот. Желбата за поубав живот. Тоа е на граница на нашиот народ е млад како државност. И како и сите деца кога растат и учат да бидат одговорни за она што ќе го прават, нас се уште како да ни е страв да станеме одговорни за нас самите и ностоп ни треба родител некој, значи некој паметен, па некој најубав, па тој е нај на кого ние ќе му се веруваме и ќе му ја дадеме нашата судбина во раце, он да одлучува за нас. Ама мислам дека нашиот народ и брзо учи. Значи набрзо ќе биде тоа дека народот ќе може и да се премислува ако еднаш ка одбрал да рече пу не важи ова, видиш одбрав, ама не беше како што треба, па после некое време ќе одбере нешто друго. Како што еве на Трамп му ветуваат неговите дека можеби ќе го симнат или во сите држави каде што народот е зрел и е одговорен за себе си и сака да учествува во градење, лично да учествува во градење на својата судбина, а не да ја даде судбината во нечии раце. Бидејќи американците, како видите вие, и оној психијатар доби забрана за работа, граѓанинот како граѓанин, кога ќе го види политичарот, кандидатот за градоначалник или ако сакате за премиер, може да се примети по негова гестикулација кога лаже, кога ја говори вистината, по тоналитет, по онаа комуникација? Може, да. Секако така може. Како? Како да го препознае? Јас по очите познавам, така и пише во книгите. Ако некој не гледа право некого, лаже сигурно. Ако не гледа директно со очи да ве погледа и да ве со поглед да ве прозре, што се вика, и онда е јасно дека нешто тука не е све. И одбегнување на директен судир со луѓе кои се знаат работата, кои поставуваат прашања на кои треба да се одговори, нели? Кои не ги добивме, нити ги добиеме некогаш. Од она што беше од предходно искуство што ги имам.
рано е се за новиве да кажеме нешто, али не гледам некоја промена. Може? Да кажем во врска со лажењето дека ние бар имам искуство од филмовите, дека ако некој добро е трениран во одреден временски период на одредено место, значи може да сервира нешто за кое што ние нема да можеме да видиме дека е лажно. Зашто ќе се истренира, затоа што ќе знае како да го направи ова гледање во очи точно во камерата или во луѓето кои што ќе зборува, ама тоа е одредено време да ги истренира својот невербален говор, ставот, стоењето, интонацијата на гласот и нема да препознаеме. Ако го следиме во подолго време, тогаш ќе излезат знаците, затоа што оно што го носиме во подсвеста никогаш не може да се скрие тотално и ќе излезе преку нешто. И сега е работата тука, што ако тој верува во тоа што нас ни го кажува? Тука е проблемот. Тука ние не може да откриеме дали е тоа вистина или не. Верува дека да, јас тоа ќе го направам што ви го велам и ќе го правам без разлика дали е добро за вас или не, ама ќе го направам. Ако верува во сопствената лага, па да кажеме? Па да. И тоа е постои, да. Како тоа е против со тоа? Како? Со диазепамин? Очигледно народот страда, пие лекови, оди на психолози, на психијатри, ради таа кај што екзистенцијалниот фактор е најбитен во нивната психопатологија, да речеме, или невроза или било што, или депресија. Тоа е чест пример кај нас. Овие случаи пресудата доаѓа од подоцна, значи. Имаме 2 години, 4 години, така, затоа и вајда се надевам и Америка е ставена да повише од 2 пати, не смеете да бидете, што треба и кај нас да биде. Очигледно се стави пути да го видиме вечерноста во Русија, кај што е ситуацијата, не е многу поволна, колку и да се збори. Така да личноста се губи во власта, се губи во моќта. Верувам дека таму е од Господ дадена, дека е блиску до Господ и со тој феномен сака да ги контролира масите. Психологија на толпата, која Фройд одлично ја опишал, е да се приближи, да сака да биде uz некој кој е јак моќен, кој ќе му префрли одговорноста за сопственото живење. И обично, нели, ако ги исполни нешто исполни од тоа, уште повеќе, поготоа ако материјално го награди. Од друга страна ќе го казни, пора летале глави, али сега е пак изборите се, што е нели многу подемократски и така треба да биде. Не оди нешто, дај на избори да се провериме, дај во дебата да се видиме. Дебата избегнуваат политичарите. И тоа е веројатно една од причините дебатата се избегнува затоа што обично кога излегуваат на дебати барем по западноевропските земји, луѓето може да проценат. Кој говори вистина, за кого да го дадат својот глас. Во еден час не ќе може баш се да скрие и да и ке нешто ќе се појави, ќе излезе. Кај нас ние не сме навикнати на дебати. Нешто многу често не многу често, туку последниве 11 години и не памтиме политичка дебата. Сега некаде честни исклучици, меѓутоа тешко може. Постојано оди со она црна кампања, позитивна кампања. Вие телевизиите сте малку криви. Што треба да кажеме ние? Мора да дојдат. Ќе ги оцрните наедноставно, мора да дојдат. Мора да кажат што имаат и ни става дебата баш ќе се гледа кој лаже, нели? Автоматски ќе соочите со так некои факти ќе кажете кои сигурно ги имаат политичарите меѓу себе и да видиме кој како, нели? Еве Клинтон, например. Тој значи најдобриот амерички претседател, направи најголемо, најуспешниот 10% уште во рангирањето во Америка како претседател, нели, фрлаше бомби, а по светот, одоздола, разбираш, фелација му прави, нели, вулгарни. Али, значи, он проба да лаже, нели, го фатија. Нема, тие се. Веднаш излага вистина, нели се, таа е шило. Така. Па тоа е развојот од ситуација. Така што и кај нас јас се надевам дека ќе се случи развој кој ќе оди и одговорноста на народот и нашите политичари ќе зреат и мас медиумите ќе зреат, односно народот ќе бара
доказ за тоа, не само да ми раскажеш убава приказна, на сите чинители так. да се најде, да се стигне до каква таква вистина, која никош не биде да биде вистинската, али ќе биде некој вид на вистина. 25 години не ни беа доволни да созреавме, пак се враќаме назад. Еве, не знам. Мади сме, што е 25 години за една држава? Колку генерации се смениле? Ние се уште се живееме во Југославија. Се слушаме во Белград, одев бев музика Јуфазон. Да, имаме широко отворен простор. Имаме интернет, гледаме како функционира светот, не сме сега во Кореја. Човекот треба време за да се смени нешто. Не е тоа само на когнитивно ниво, него ниво на доживување внатрешно, нешто во душата треба да ти се смени. И тоа оди, тоа е процес долг. Новиве генерации кои веќе не знаат српски да зборуваат, што е нормално, се научени, ќе дојдат и ќе почнат некој друг процес. Не треба да се сеќаваат на таа бивша Југославија и ќе почне процес во кој што еве ние ќе им помогнеме можеби со вакви муабети да почнат да размислуваат за себе си, за својата одговорност, за својот живот. Младите генерации размислуваат на база на лажни вести сега, на фейк нюс, што е исто така актуелно. Па да, ама знаат дека има лажни вести. Им ги кажуваат, да, постои лажни вести, постојат вакви, постојат такви, барете вистината, одете, видете, проверете, еве ние дискутираме за тоа како да им се верува, некои од нив ќе почнат да размислуваат. Хајде да видиме како може да им верувам, на кого јас да гласам, за кого. А потоа, ако гласам за него, јас можам да го повикнам на одговорност за тоа што ми ветил, а не го остварил. Тоа е моќта на народот. Нашиот народ тек треба да се свести колку е моќен. Моќен е да бира, да изгласа, ама моќен и да го смените што го изгласал. Се врзува за, како велите вие, за човекот кој што е центар на моќ. За човек кој што е моќен и веројатно ужива во тој мазохистички момент. И за 500 за 1000 денари за да. Тоа е, да речеме, сега, да не претируваме фашистичка метода, од која измислил Мусолини и околу него групата до Хитлер, кој управува со Германија, нели? Ако некоја свесна народ, тој е германскиот, нели? Поготово сега го речуваме кој е добле справа што ги примаат бегалците од светот. 3-4 милиона ги примаат, ги абсорбираат, немаат никакви проблеми. И како не успеваат да манипулираат со народот, нели? Значи се внесе ред, се внесе луѓето сакаат да живеат во ред, сакаат да живеат по закони некои, сакаат да живеат да се безбедни. Некои тоа да имаат редовна плата, да имаат редовна одмор за таа плата да добијат и така. И таа потреба од ред кај човекот е двонасочна. Може и да ме излажат, ради тоа дека ќе ми вети еден нормален живот. А поготово ако ни ветува па други некои психологии како што е, нели, дека сме потекло од сонцето и такви глупости, некои веруваат и тоа, нели? Ќе зборуваме за тоа, за потеклото, како ја голта ме приказната дека сме антички. Нешто значиме. Пијани сме, камења, нели, пред ова јадеме саламче и збориме за ова кој што беше групацијата порано, за 500 денари и мислиме дека сме богови. Так. Не може така. Джабе, не се јаде тоа. Овде правиме пауза за реклами, па продолжуваме со дебатата, останете со нас. Експерти за политика, но друг ти сугерира кој да ја води твојата општина. Џабе само бистриш политика ако не гласаш по твое убедување. Пријави изборни нерегуларности за фер и демократски избори. Отвори и кеш освој. Отвори Гранд Голд или Гранд Арома кафе со промо налепница и дознај дали си освоил половина милион денари или друга вредна награда. Гранд кафе. Ова е мојот син. Кога тој е среќен, и јас сум среќна. Најсреќна мајка. Кога е време за холе, тоа е најсреќен момент во нашата куќа. Холе за децата значи здравје и вкус, а за мајките мир и спокој. Ова е време на новите лидери. Тие не веруваат во моќ, туку во моќта на создавањето. Тие одат напред и не оставаат никого зад нив. Бараш проблем? Не. Само барам таленти. Новата инсигнија, германска технологија за секој од нас.
Opel. Иднината ни припаѓа на сите. Запознајте ексклузивната инсигнија. Сега достапна кај овластените Opel дилери. Основање семејство е приоритет на секој човек. Затоа грижата за иднината на вашето семејство препуштетени ја нам. Кај нас, вашите желби ке станат реалност. Ние имаме највисок процент на успешни инвитро третмани. Плодност Битола. Отвори и кеш освој. Отвори Гранд Голд или Гранд Арома кафе со промо на лепница и дознај дали си освоил половина милион денари или друга вредна награда. Им честитаме на нашите добитници и уште многу награди чекаат на вас. Гранд кафе. Прво го замисливме новото типо, а потоа посакавме да му дадеме неверојатна цена, но тоа не беше доволно. Па му додадовме клима уред, багажник од 520 литри, 6 воздушни перничиња, ESP со хил холдер, радио со команди на управувачот, Fiat Tipo. Сето ова по цена од 10.990 евра. Fiat Tipo семејство. Потребно е малку за да добиете многу. Светска услуга за домашна цена. Супер брзиот оптички интернет на Телекабел. Сега достапен за секој дом. Симетричен интернет до 40 мегабити за 1000 денари, до 100 мегабити за 2500 денари и ненадминатиот супер брз интернет до 1 гига за 3500 денари месечно. Сите пакети се со неограничен сообраќај. Нема обврзувачки договор. Телекабел. 20 години доверба. Најголем избор на Samsung телевизори од најновите модели 2017 година со 5 години гаранција во сите салони на АМЦ. 5 години безгрижност со Samsung и АМЦ. АМЦ, вистинско место за нова технологија. Добрата понуда овој викенд единствено од Динекс од 13 до 15 октомври. Домашно свежо свинско месо со одлични цени. Ребра 249 денари, кременадли 249 денари, бут 295 денари, плешка 279 денари, врат 239 денари, шунка за пица Горановиќ 1 килограм 139 денари, калинки 69 денари, млеко с Брегов 1 литар 39 денари, тоалетна хартија Зева 155 денари, средство за чистење Силит Банк 750 милилитри 99 денари. Тинекс, секој ден. Животот ми приреди едно непријатно изненадување. Ми беше констатиран рак на дојка. Оперативно беше успешно отстранет. Меѓутоа, следи процес на хемотерапија и радиотерапија. Проследен со многу големи мачнини, гадења, повраќања. Меѓутоа, јас по медицинска препорака успешно го пребродив сето тоа благодарение на Г132 плюс Натурал. Јас успеав благодарение на Г132 плюс Натурал. We are still in trouble. Still in shambles. Новиот Citroen C3, уникатен, исто како тебе. Citroen C3 Pure со гратис пакет опрема за 10.890 евра. Citroen. PlayStation и галерија најавуваат. Ексклузивно достапни само во нашиот салон. Најновите, најдобрите и најбараните игри за PlayStation 4. Галерија City Mall Скопје, Битола и Прилеп. Галерија, најдоброто од техниката. Авангарден и опремен. Citroen C4 Cactus со навигација и автоматски клима уред за 12.990 евра. Citroen. Добро дојдовте назад со 24 анализа. Мои гости, психијаторот Ѓорѓе Хаџиангелковски и психологот Мирина Јовановска-Стојановска. Зборуваме за тоа колку можат граѓаните да препознаат што е реално стварливо ветување во ек на предизборна кампања, што е лага. Ќе ја повикам режијата да ми го пушти прилогот на колешката Кристина Атоска, па да се впуштиме во коментирање.
Изборна риторика или јасна најава за дискриминација. Изјавата на кандидатот за градоначалник на Кисела Вода предизвика реакција од граѓанскиот сектор и дел од експертската јавност. Јохан Тарчуловски, при неговото предизборно представување пред граѓаните, рече дека ќе се гради само во оние населени места каде има жители кои гласале за него. Експертската јавност ваквата риторика ја оценува како своевиден притисок врз гласачите и најава за дискриминација. Изборната кампања дозволува послободен говор, но тоа не смее да биде ветување за дискриминаторски однос. Риториката на прв поглед веднаш асоцира на голема доза на дискриминација во однос на граѓаните на општината, односно на бирачите кои што треба да му дадат мандатот за да биде градоначалник. Нема врска ни со демократија, нема врска нити со патриотизам, нема врска нити со некакво дружелюбие, некаков хуманизам и така натаму. Најдобро би му било, за да ја покрие ваквата работа, да го прочита прво упатството, односно да ги прочита документите, каде ќе се запознае што тоа значи градоначалник, каква е улогата на градоначалникот на едно место. Од Државната комисија за заштита од дискриминација се уште немаат став. Оттаму вела дека треба да се свика седница на која ќе се разгледа говорот на Тарчуловски, за потоа да се огласат граѓанскиот сектор. Исто така ја осуди риториката. Како општината и јавните ресурси да се негова приватна сопственост, ваквиот став представува директен јавен притисок врз гласачкото тело и не смее да се толерира. Тарчуловски искажува очигледен дискриминаторски став и говори за јасна определба и намера да се злоупотребуваат општинските ресурси за спроведување политичка одмазда против граѓаните и граѓаните кои не се негови истомисленици. Се вели во реакцијата на Цивил. Спорната изјава на Тарчуловски се случи вчера на една од средбите со граѓаните. Или те донел тебе припор Драчево и главните места и тука ја имам терет и одговорност према луѓето, а не пржино црниче кој што се 90% против тебе. Да, и тој не ти ни отвара врата и те плюка од прозор. Да ме тера некој да ми правија одвод и канализација, а ти немаш овде ни струја ни вода, не може тоа така. Тука е машинеријата. Редот ке почне, првин тој што заслужил, тој што донел највише гласови, на тој ќе му се направи. После ќе видиме дали има нешто за другиот или ќе нема. Ќе си чекаш ти ребаланс, па ќе дојде редот на другиот. Да си ми здрав. Ставовите на најголемите политички ривали, како и секогаш на спротивната страна, партијата за која се трка Тарчуловски, ВМРО ДПМН, реагираше дека изјавата е извадена од контекст за да ја замае јавноста. Од владеачката СДСМ велат дека ВМРО ДПМН и Тарчуловски не само што не можат да излезат од политиките на поделби, протекции и непотизам, туку отворено кажуваат дека така и ќе продолжат. До изборите, државните институции ќе останат неми на политичките говори. Останува на граѓаните да проценат за кого ќе го дадат својот глас. Ова е во однос на риториката. Па знаете како, ние можеби нема да препознаеме ако некој нешто ни вети така, дали ќе го оствари тоа или не, ама нашиот народ препознава кој како говори, ги знае луѓето. Нашиот народ е многу добар, ама и паметен. Така да, дури некогаш на некој ветување не може ни да се, не мора да се коментира. Мислам дека луѓето ќе знаат да препознаат вистината. Па добро, барем кандидатот барем не лаже се и кажа што мисли кој е вистина. Прво припори, кој е прво, па потоа. Јасно. И значи останува на народот да одлучи. Да се прифати ваков говор на омраза, за жал. Мислам, мора да го кажеме тоа. Ова е повеќе дискриминација, немаше омраза. Повеќе кон луѓето што живеат таму, кои не се слагаат со неговите политички размислувања. Мислам, знаеме какви ситуации бил он порано, па што би правил сега, кога би дошол до власт. И очилује да седат да размислат, па дури тие што им ветува. Не може да го направи тоа, сигурно. Нема да му се дозволи да ги остави луѓето без вода, ели? Основно правило. Не знаем. Не знаем. Он може ќе се обиде, али не може да го направи тоа, така да склоп на би го сватили како една зелка во склоп на политички говор пред избори, нели? Што за да се
пошто мој страв најверојатно и тој дел да го губи, да си губи тој силниот дел, да не има некои залутани овци, па да не гласат за него, им ветува се. Иначе во реалниот живот, нели сме слушале такви говори, не може да се создадат, осим ако ние да, но во политичките бомби слушавме како да се исклучи лифтот, да се, што ја знам, да не излегуваат луѓето на гласање. Да, и шамари и све слушавме, али лесно помина. Лесно помина. Што се бараше, мислам тука бившиот премиер испада доблесан од сите тие работи, не натера на војна. Многу лесно може да направи тоа. Одма ке зачедените глави ке тргне. Имаше закани, али во задниот момент најверојатно он го прекина тоа дека не треба да се ратува. Тоа фалеше фитил неверојатно. Не сме свесни за тоа. Апропо тие политички бомби, ние живееме во едно навистина стресно време и неверојатно поделено, поларизирано општество. Да, ние дозволуваме... Не знаме да се сплотиме дури за... Политиката да влезе во сите наши пори на живење, функционирање, на работа, дома, семејствата, еден за една политичка партија, друг за друга, пријателите. Значи, дозволуваме да баш не преокупира. Може би заради тоа што сме мала земја, па ете, сите треба да бидеме ангажирани околу нешто, а мислам дека заради тоа што така, ја немаме таа уште култура што се надевам дека ја постигнеме, зашто има мали земји каде што, например, во Швајцарија повеќето луѓе не ни знаат како им се вика претседателот. Да. Или во некои други земји каде што, мислам, функционираат, го добиваат она за што гласале и немаат потреба да се замараат со политиката и да размислуваат кој како таму функционира. Ги гледаат, како да кажам, последиците од нивното функционирање кои нив им одговараат и нема потреба да мислат за политичарите и да... систем е подобар, кој подобар социјален живот да. ветува. Значи ние ги гласаме за да они го средат тоа и ние да живееме помирно. Значи не она што ни го ветуваат да остане како ветување, него да ние го осетиме производот од тие ветувања, да живееме поспокојно, побезбедно, со повеќе пари, со поудобно живење. А вака ние дозволуваме сите политика, ги псуеме телевизорите, си ги мрзиме комшиите, влегуваме во нешто што не ни носи никакво подобро живење. Така да можеби со време и ќе се навикнеме дека тоа треба некој да го прави, да му дадеме некому доверба, да му ја земеме довербата и да знаеме дека ние можеме да раководиме со тоа. Доктор, каква е ова ситуација во Македонија? Поларизирано општество до бескрај, поделени на сите страни. Поделбата е... Во Шведска гласаат електронски на избори. Ние 25 години имаме избори на живот или смрт. Кога седнувам во друштво со луѓе што не ги знам, прво што гледам од која провиненција политичка. Како прашаш ти ВМРО или СДС? Да, апсолутно, да знам што да лајам, што свашта може да се случи, се што може да се случи. И сум го јавил тој стап и знам како е. Значи, како е ВМРО, ако се идете со ВМРО, вие сте антички македонци, така? Така, ако се иде со СДС, со СДС, ги величам. Се шалам, треба да се внимава и полека да го напуштиме тој поларитет, иначе не лошо ли се пишува. Се надам дека сега ќе попушти. Сите верувавме сега нови избори, апсења, чуда, секи има, очекувавме нели желни за освета, за настани, за афери, ама ништо не се случи. Не иде тоа така брзо. Да се докаже сега, не треба да се докаже. Ако го прават и овие истото што го правеа претходните. Па јасно. Така да мислам дека тоа ќе даде резултат и дава резултат кај народот, во смисла дека може на многу помирен начин да се решаваат работите. Сега да не се правам некој политичар, али изненади зрелоста на електоратот од албанската провиненција кој покажа зрелоста да може да гласа и за друга група. Што е за мене одлично. Дека не сме овци сите и кај идеме и така. Познам луѓе
баш самите еден пример, вработење во администрација, не оди на работа, нема потреба, 800 гласа носи секој избор за една партија. 800 гласа. А си вработен во администрација? Не, после појде на работа. Мислам, ужас, катастрофа. Али се знае, доаѓаат кај него и колку пари треба, изволите, 800 гласа он ги носи. Мислам, тоа е недозволено. Ние спрашкаме ги тоа, е сериозен проблем и веројатно тука е образование нешто центар, она нешто као имаме гласање, као не може да се направи, мада беше една катастрофа со лични карти. А може да мислите како е во провинцијата, таму кај што локалните чауши за уши и сите гласате за тој што чија партија не представува. Така да сега се избешени, работиме и ќе видиме сега нови избори како ќе биде. Добро, овие се локални избори и имаат некоја друга димензија и граѓаните повеќе се разуваат. Нас ќе ни кажат за психолошкото состојба на народот, како е моментално, ќе ни објаснат. Но тоа ќе да знаеме веќе. Така, локални избори тие поблиски ќе ни бидат. Да, така. Од кој аспект поблиски? Па луѓето те од општината, тие се тука околу нас, ние што директно ќе чии одлуки нас директно ќе не засега. Дали канализацијата на партизанска. Локалните избори се може и побитни од овие други. Така? Зашто баш треба да ни го средат животот. Дебар мало да го средат карпушли, не знам што, некој треба да се заседе, не биде палма, не знам, нешто треба да се направи за Скопје, така. Најзатворен град поише од Индија, незамислимо нешто градот. Тој што доаѓа за начело на Скопје. На кого да веруваме дека како се верува тоа кога некој ветува чист воздух? Така да го направи или да го увезе? Да го увезе да го направи, да. Чист воздух. Па не, затоа што има некој од Алпи да се купува чист воздух, ама мислам дека тоа што ветуваат, сега не знам никој ветува веќе тоа што како чист воздух ветуваат сите. Па супер. Значи има начини како да се чисти воздухот. Значи тоа е нешто реално, не само што го посекуваме, него и реално. Се знае како се прави, светот имаме, значи ништо топла вода не треба ние сега да измислиме, се знае како се прави и ограничувања и филтри, и не знам што, и тоа не е тоа нешто ново и страшно. Постојано живеевме овие години, изминатава деценија под тој стрес дека седите мирно затоа што си создававме непријатели, дека сите не мразат од надвор, дека никако не можеме да тргнеме напред затоа што ние сме најдобри во се, ние сме македонци, што ја знам, антички македонци и тоа создаваше една таква пресија кај луѓето што веројатно ги наполнуваше ординации, предпоставувам. Или? Па дел во тоа, мислам... Тој политички притисок. Пазите, вие излези да гласаш, а што ќе излезеш да гласаш, треба да донесеш и 15 луѓе други кои што ќе гласат за одредена партија, за ти да се вработиш во администрација или да не работиш, да донесеш 800 гласа. Да, тоа беше нешто што... Имавте прилична работа изминативе години? Работа има, многу работа има. Дел од тоа е влијанието на социумот, на општеството кај што се живее, влијанието на луѓето. Пред неколку години имавме ние во Атина една конференција во која што зборувавме како се користи гешталт терапијата во работа со луѓе кои развиваат неврози заради новиот систем, начин на живење во нашето општество. Луѓе кои сега наеднаш мора да станат креативни, да не бидат обесени на државата и да нешто творат и да се докажат тука во живењето. И наместо да добијат простор за такво нешто, да станеш креативен, спонтан или да се реализираш, ставањето на бариери, ограничувањето, притисоците од страна прават да луѓето уште повеќе се затворат наместо да се отворат. И нормално направи да луѓето влезат во некои многу популарно е во нашето здравство сега лечење на депресијата, стално зборува депресија, така. Ама навистина е во нашето општество депресијата е една од најчестите проблеми со кои што се сретнуваат населението, значи не како болест, ама како една состојба која зборува за промена во расположението, односно ниско, тажно,
Да видиме психијатрите на оваа тема. Факт е дека се повеќе имаме работа. Депресија, стрес, депресијата е број 1, притисок, да. И кај што не може да му помогнете, пошто таа е депресија за леп, нели? Што ќе прави? Дадете леп на човек. Затоа што е убаво рече она колечката, упиен индивидуалитетот кај нас. Индивидуалниот, она, нели, американско, так. Да ја направам земјата да ми биде земја на сониште, кај што све што помислам да направам, може да го направам, само да не му наштетам на друг, нели? Краш, обично се наштета други, нели? Во сарторски смисол. И тој индивидуалитет, креативноста, начин на снаоѓање кој му била порано присадна во нашиот народ, затоа и преживеал толку векови робство, нели? Тоа било начините да преживееш. Сега изгубивме и се претопивме во партиите. Се претопивме во партиите и од нив бараме све. Така? Ќе гласам за тебе, нели? Барањето е тоа. Ќе гласам, ама да ме запуштиш во администрација. Да ме запуштиш во администрација. Имаше дури за инвитро. 120.000 луѓе што прават таму, не ми е јасно. Не можам да сватам 120.000 луѓе колку ги има. Така? Во администрација. Па не се знае. Кој ќе ги рани тие, што ќе прави? И сега, ајде избркај ги, така? Ајде избркај ги. Не да гласат за тебе. Прост начин, треба да ги лажеш и понатаму дека се потребни, дека нешто, а врска нема, на по 40-50 души набиени у соба и се гушат. А нели ги бира на лотарија, како беше во Шума ги бира на лотарија за вработување? Ниједен не остана од тие. Ниједен не, само еден има останато од 16.000, го познам пациент од 16.600 бе, колку бе веро тој? Па не си ни сеќавам веќе затоа што постојано се ново пространски инвестиции по администрација. Само еден останат да работи, друго е се избркано или дреме нова заплата. Важно не работи ништо. Така да кога видите дека е зголемен интензитетот на посети во ординацијата, тоа е пред се на депресијата кај луѓето ги тера? Да, анксиозно депресивен синдром. Македонецот е анксиозно депресив. И кој е чарето што ги давате? Затоа што малце муабет, малце лекови и ги обучуваме да се снаоѓаат, да ја прифатат личната одговорност. Никој не може ништо. Како? Никој не може да биде одговорен за него. Како дошол у таа позиција, сам ќе се вади. Тоа е она, не лична одговорност што стално го зборуваме. А како можеш да се извадиш од центар на моќ ако зависиш од центар на моќ? Дека не функционира тоа. Ќе гласаш, ќе ти ветат, ќе се прилепиш таму, ќе чекаш. Таму оние обидуваат почека се не сега за еден месец, за 2 месеци. Ама и тоа ќе те запослат во администрација, колку ќе ти дадат пари? Како ќе живееш со тоа? И тоа е преживување. Значи ќе преживуваш. И некои од нив ќе почнат најверојатно да размислуваат со своја глава дека сепак они мора нешто да направат. Не е доволно само да гласаш и да се приклониш некаде, него треба нешто и да направиш. Од кои најдобро им текна на младите, нели? Да. Отидоа во Европа. 300.000 си отидоа. Јас многу очекувам нив. Зашто ќе научат што е работа за која заработуваш. Кои ќе се вратат овде, сигурно носталгијата ќе проработи, ќе инвестираат некои пари овде, па и ние стари да поживееме. Јас верувам во нив. Нема да не остават. Нема да не остават и верувам дека ќе донесат покрај знаење кој нели се учи, него и начин на однесување, одговорност, почитување на другиот. Идеи, креативност, што ни фали во овој момент. Како да почнеме нормално да комуницираме? Со кого? Со луѓето. Луѓето меѓу себе, да. Како нормално да... Па не, апропо на поделеноста за која што зборувавме. Знаете како, малце само да има малце повеќе пари да има, малце подобра плата и мислам дека посрекни ќе бидат луѓето, малце полесно ќе живеат. Како што каже докторот дека што ќе го личиш од депресија ако е празен желудникот, ако мисли што ќе направи со децата, ако мисли како ќе еве сега зима ќе дојде, треба дрва да купат или треба да се грее, како ќе го лечиш од депресија, што ќе му дадеш? Апчиња, што психотерапија? Кога неговиот проблем и онаа депресија е од нешто реално што се случило, а не од негови некои внатрешни психички случувања. И на ваква состојба имаме луѓе кои што велат има и полош. Да. Или живеат во некои светло облаци кај што Македонија
побитен од Адам, прв е Македон, втори Адам, таа теорија чудна, и која ги задоволува на фантазматски начин, дека нешто сме, дека нешто е некој. Што е може да бегство од илузија, што е еден една налудничава идеја, веќе прави го налудничавост. И како некои луѓе, па од друга страна профитираат на тие идеи, нели? Поготово вие новинарите се свирам. И така да го храна народ со такви глупости, место да го учат работа. И таа што вика. И место да го учиме како да преживее, практично, како да се снајде. А на нашиот народ не му треба многу, нели? Не бара палати злоупотреба, да. И злоупотреба на историјата, а потоа го злоупотребуваме народот. Значи, историските факти треба да ги пуштиме на историчарите, да утврдат кој од каде, колку што се и грците антички, и ние антички, или не знам таму кои све антички, или тоа треба да седнат историчари и да си од кај ќе знаат што се случило некогаш пред по телевизија. Особено што историјата ја пишуваат победниците. Јасно. Ама ние сега овде живееме како македонци и ние, значи се што можеме да направиме во овде и сега. Тоа вие имате лидери кои што изнесоа луѓе на улица, протестира за заедничка Македонија, со идеја дека Македонија е нападната, дека е загрозен уставниот поредок, интегритет. Дури од тоа претерано манипулирање, форсирање се случи и она што се случи во собранието тој крвав четврток, за денес да ја видиме и првата пресуда од човекот кој што е нападна. Шекеринска 4 години, ако не се лажам. Затвор. Да. Па слушам дека си извинил, сакал да ја помогне. И сето тоа е од тие се работи центри за изманипулирана личност, се гледа ментално нестабилен, али го јаде стапот ради некои други причини, нели? Сега да не се фалам таа изјава кога ја зборев, нели, за 24 часот кој ме нападна, лом ме направи по интернет, реков дека некои луѓе ќе одговараат затоа што шират омраз. Има закон за тоа. Не може така да изјавите и да ги испотепаме овие што не се патриоти, помали патриоти од нас. Јас сум патриот, кој не е патриот. И сега не може да веруваме глупости. Така во некои нелогични работи. Само да психопрофил, психолошки профил на Груевски Назаев. Вака кој ги гледате? Не? Не? Не ми го што кажам. Вие можете? Па не прегов не преиска дека тоа е нешто што е Мислам, не може затоа што ги гледаш и да си дадеш дозвола на телевизија да дадеш профил на некого, било кој да е. Без да, значи се знае како се даваат диагнози или како се даваат профили. Профил се користи батерија на психодиагностички средства, исследување, психијатриски, интервјуа, следење и на крај добиваш профил психолошки за некого. Значи тој треба да дојде доброволно, да се подвркне на сето тоа или да оди некој треба насилно да го посматра како времено излезе во јавност и онака по социјалните мрежи се ширеше дека сите кандидати за партеници треба да им се направи еден психолошки профил пред да влезат во тоа е друга постапка, не вака. Значи постапка во која треба доброволно да се подвргнат, да знаат дека секој треба да помине низ психолошко посматрање, психијатар заедно една екипа на стручњаци ќе поминат низ тоа и ќе добијат на пример такво едно мислење. Али се друго би било многу непрофесионално и неблагодарно. Би личеле на оговарање во... Не би положил таков тест, зашто човекот бил биполарен, нели? Плюс минус, мании со депресии се минувале кај него. Бил најдобар председател во Америка, во смисла на детанти, на Кина, решање проблемот, ја затвори војната во... И сега како психијатар каже, овој не е способен за... Мислам, народот бира, не бира психијатар, нема што да бараме ние тука, сакаш? И да шизофреничар кој е добар политичар ќе биде добар. Мислам, тие предрасуди према луѓето што се ментално болни не смееме да ги правиме. И тие гласа, нели? Па да, ама сега шизофреничар да те води баш и разбирливо е Хитлер зашто дошол во Германија. Нема што да се чудиме. Инфлација, немање леп, одеднаш се прави ред, има работа за секого и ние сме над сите. Што сакаш повеќе? Зар не беше тоа кај нас истото, некоја помала варијанта. Сосема за крајот 20-та, што ќе им порачате на граѓаните, на оние кои што треба да гласаат во недела, како да препознаат
Кое ветување е реално остварливо, што е лага? Или сами нека се одлучат? Сами ќе се одлучат, си знаат доволно. Пак ќе повторам таа моја идеја. Се извини, на српски е, нели, таа поговорка, усе у своје клюсе, нели? Чувај се себе си, пази се, внимај. Чувај се фамилијата, семејството, тука е изворот од децата, од друштвото, пријателите, значи тоа е една социјална мрежа која се гради од цел живот, кај што ќе се најдат некои начини и модуси да се преживее во ова време. А од политичарите треба да више да ги маргинализираме и да ги доведеме на едно швајцарско ниво, нели? Дека од ништо не зависи од нив. Нели? Дека само бељани прават. Ова држава само беља прави. Но тако швајцарско ниво. А јас мислам дека гласачите треба да имаат на ум дека оние ветувања кои ги добиваме се ветувања кои ќе се остварат од парите што ние ги даваме за данок. Односно дека сме ние тие сите ветувања што ќе ги платиме. Така да подувајќи од тоа ќе најдат начин да сватат дека тие политички елити се нивни слуги. Така е. И така ќе најдат начин како да одберат за кого да гласаат. И дека политичарот е пред се одговорен, а не политиката, а не нели привилегија, па што сакаш. Него одговорност. Сега ако некој падне во затвор, ако се крадело, кој знае што се било, нели? До сега слушаме гачки 300, сега да видиме тоа да се докаже, нели? Онда некој кој ти затвор веќе ќе се замислат, нели? Така. Луѓето. Ви благодарам што сакат да бидат високо нарцистични и политични, нели? Ви благодарам што бевте дал 24 анализа. Вам почитувани ви благодарам што не гледавте. Довидување.